Почитувани, додека граѓаните пета недела чекаат чиста вода, има нови случаи на заболени во Гостивар. Здравствената катастрофа не стивнува. Уште поалармантно е што според информациите кои стигнаа до нас, има случаи на реинфицирани граѓани, луѓе кои повторно се затруени и заболени. Ова е сериозен аларм дека ризикот не е отстранет и дека изворот на труењето се уште не е ставен под контрола. 5 недели Гостивар е отруен. 5 недели граѓаните немаат безбедна вода за пиење во сред лето со пеколни температури. 5 недели Клековски и Мицкоски даваат различни изјави и ветувања дека проблемот е пред решение и 5 недели немаат решение. Си играат со здравието на жителите на Гостивар, додека 5000 граѓани се отруени. Се крија информации за водата и никогаш не се објави анализа или извештај кој одобрил водата да се користи како техничка, иако власта потврди дека во водата има бактерии. Не една, туку повеќе. 5 недели нема одговорност ниту од Министерот за здравство Клековски, ниту од институциите кои потврлија во заштитата на здравието на граѓаните. До 20 август, за кога Клековски најави дека ќе бидат готови резултатите од анализите, опасноста од нови и реинфицирани случаи е присутна. Јасно е дека на Мицковски и неговата ВМРО ОКГ не може да им се верува. Нивниот збор повеќе ништо не значи. Дозволија кризата да ескалира, бидејќи задоцнија во секој чекор, од прогласување на епидемија до превземање мерки. Дозволија да има и нови случаи на затруени граѓани и реинфицирани поради неспособност. Ова што владата на Мицковски им го прави на граѓаните, на Гостивар и на цела држава е директно загрозување на нивното здравје и основно право на чиста и безбедна вода за пиење. Јавното обвинителство до кога ќе молчи? СДСМ нема да дозволи ова да се заташка. Одговорност за труењето на цел еден град мора да има и политичка и кривична.